за тие закони. Контра реплика Лазаревска Жаклина. Почитувани колеги, почитуван председател Талат Джафери, колешке Митовска. Начнавте многу прашања во однос на оваа точка на дневен ред, но повеќе би сакала да се осврнам на оној дел во кој што кажавте дека за нас разрешувањето на Зврлески е навистина многу значајна работа и дека тоа воопшто нема во моментов толкаво значење колку многу други закони кои што треба да се донесуваат. Да, разрешувањето на Зврлески требаше да се случи многу одамна. Овие безцелни реплики, контрареплики, односно немате сега контрареплики, повеќе реплики и дискусии околу именувањето на нов јавен обвинител покажуваат дека сме ние на добар пат. Штом вие почнете вака да се јавувате и да говорите, значи сакате да одбраните нешто што не е одбранливо. Дека разрешувањето на Зврлевски и реформи во судството се потребни и неопходни, тоа го кажа уште многу пред една година и повеќе и прибе и извештајот на Европската комисија, кој што кажа дека нашиот правосуден систем е во катастрофална состојба и мора да се реформира. Затоа Зврлески беше разрешен, бидејќи резултатите ги увиде и Европа, ги увидовме и ние и постапивме така како што налага барањата на Европската комисија. Дека владата не злоупотребува нас, пратениците од мнозинството, покажува тоа што владата ги почитува постапките кои што се однесуваат на донесување, постапките на донесување на и именување на нов јавен обвинител. Ние во овој момент само треба да донесеме предлог за огласување и именување на јавен обвинител на Република Македонија. И самите наведовте постапката која е и кој ќе ја води понатака. Значи, да не мешаме едноминато време во кое што владата, односно неколку луѓе во врвот на владата, на поранешниот премиер Груевски, сегашен пратеник кој не можеме да го видиме во пратеничкиве клупи, решаваше и што ќе зборуваат пратениците, и како ќе одлучуваат пратениците, и како ќе работи судството, како ќе работи законодавниот дом. Сватете, дојде време кога се знае дека имаме независно законодавен дом, имаме независно судство и имаме независна извршна власт, која ќе биде под контрола наша, а нема таа да не контролира. Ви благодарам.